во текот на бременоста, но и по породувањето, често пати многу жени, без разлика дали се бремени или родилки, се соочуваат со депресија. Што ја причинува, кои се симптомите на... Кога зборуваме за депресија во бременоста и постпородилно, веќе зборуваме за перинатална и постпартална или постродилна депресија. Постродилната депресија е депресија како и секоја друга, со тоа што тригер факторот за појавата на депресијата и на депресивната симптоматологија е породувањето. Причините се мултифакторијални, значи кога зборуваме за причината за појава на една постпородилна депресија, она може да почне во тек на бременоста и да продолжи после тоа, се најразличити од биохемиски, значи пад на хормоните. Всушност во тек на бременост имаме пораст на естрогени, на прогестерон, кои што се дури до 10 пати повисоки отколку во нормална ситуација кога жената не е бремена, и нагол пад во првите 3 дена после породувањето. Значи падот на хормоните, соочување со една нова реална животна ситуација која што е преубава, еден преубав период во животот на една жена, раѓањето, давањето на живот, на нов живот, создавање нов живот. Меѓутоа, истовремено доаѓа до многу промени во нејзиниот секојдневен живот. Од телесните промени па до потребата од грижа за еден нов член на семејството. Колку и да е припремена жената за една ваква ситуација, сепак на некој начин за нешто доаѓа, се чувствува неспремна кога ќе се соочи со чувањето на детето. Значи, кај 8 од 10 родилки, кај 8 од 10 жени, се случува да после породувањето се јави таа една состојба која што се нарекува baby blues. Значи, жените се соочуваат со едни промени во расположението, нестабилно повеќе би рекла расположение, плачливост, иритабилност, конфликтуозност и доста често оние симптоми во смисол на пореметено спиење. Значи, проблем во спиењето. Не може да го регулираат сонот. Значи, они не спијат кога бебето не спие, меѓутоа и кога ќе заспие бебето, не може да заспијат. Се чувствуваат уморни, апетитот е пореметен, значи послабо се исхрануваат. Сето тоа доведува до една симптоматологија која што е приметлива од околината и е, да кажеме, нормална за периодот после породувањето. Обично оваа симптоматологија трае некаде не 1 до 2 недели и потоа постепено се повлекува. Што би рекле народски, си го фаќа жената редот. Веќе влегува во една шема, го фаќа редот на бебето, знае како и кога да изреагира, почнува да прифаќа и да се однесува онака како што би требало. Меѓутоа, во известни ситуации доаѓа до продлабочување на симптоматологијата и станува поозбилна, да кажеме, таа симптоматологија и жената се подлабоко завлегува во депресијата. Ма чувство на вина, мисли дека она тука греши. Знаете, сега си бомбардирани младиве со информации како мајки се породиле па одма детето напредува, па одма вака, па одма... И одеднаш мислат дека они ништо не прават како што треба. Сето тоа прави да се чувствуваат изфрустрирано, да се плачливи, све им смета, се повлекуваат од околината, се одразува и на сонот, значи не може да се наспијат, имаат чувство на грижа на совест, ако бебево сега легнало, па они легнуваат, сметаат дека треба да ги завршат сите оние други домашни обврски и да бидат супер мајки и домакинки. Значи, сето тоа ствара кајни промени во расположението и ги прави дисфункционални. Кога семејството да препознае дека ова веќе е проблем? Семејството веќе треба да го препознава тоа, иако веќе поминува времето, мајката не се враќа, да кажеме, во однесувањето, психички не се враќа во нормала, веќе треба да се укаже на некој начин дека проблем постои. Самата мајка ретко кога ќе каже јас имам проблем и нема емотивна поврзаност, значи чувствува дека емотивно се поврзува со детето. Се мисли дека греши, се мисли дека еве сега детево не напредува, она е виновна, ова се случува, она е виновна, почнуваат тие размислувања за
чувство дека дека сака нешто, дека може нешто да му направи, дека може да го повреди детето, самата да се повреди, веќе навлегува во длабока депресија. Кога семејството треба, посебно партнерот и најблиските членови на семејството да приметат и да на некој начин интервенираат. Првата интервенција е да се пружи помош и да не се убедува жената дека ама тоа е нормално. Све е нормално, ќе помине, ние сме го поминале тоа. Значи да и се понуди помош. Помош околу секојдневните обврски. Затоа што и некогаш и тоа ја загрижува, да кажеме, и ја влошува состојбата. Затоа што не успева покрај бебето, ништо друго не успевам. Така ќе дојдат ќе кажат, ја не успевам ништо дома да завршам. Како успеваат сите други, јас не можам. Значи, да им се понуди помош околу секојдневните обврски, околу готвењето, околу чистењето, набавките, да кажеме, што е лесно, ако има кој да помогне. Така, значи, немаат сите на крајот на криштата, некои живеат и во други градови, каде семејството не им е присутно, не може да дојде никој да им помогне, немаат кој да им помогне. Тука е партнерот, првиот тој кој што треба да помогне на супругата, затоа што се на крајот на криштата двајцата родители. Така, значи, да се понуди помош, прво на тој начин, да се растерети мајката на некој начин, да и се овозможи да преспие кога бебето спие, да и се помогне околу перењето, пеглањето, било кои други обврски кои што се секојдневни, да и се даде време за себе. Колку еве ние како општество се уште ја негуваме онаа стигма дека нормално е и ако не го направиш тоа денес страшно е, ќе ти се смеат другите. Колку еве како на општество нас ни треба поголема свесност дека нормално е да се чувствува и дека тоа треба да го прифатиме, бидејќи на тој начин ќе олесниме за да и се даде помош на жената. Видете, некогаш самите си го наметнуваме. Точно живееме во едно такво општество каде што од мали можеби научат дека ние треба да знаеме кога ќе се породиме, треба да знаеме што треба да правиме. Нормално дека ни треба некоја помош, меѓутоа во суштина тоа е природно, тоа е нормално и дека нема што сега како сите исчувале дете, така и ти ќе го исчуваш. Помош, некој има повеќе, некој има помалку, меѓутоа треба да бидеш способна. Тоа е она што на жените им ствара чувство на вина и на грижа, некоја на совест дека они сите можат, а јас не можам. Тоа е она што во моментот ги прави да бидат поранливи и да се срамат да побараат помош и од семејството, па уште повеќе да побараат помош од стручно лице. Мислам дека се повеќе кај младите, кај новиве генерации веќе постои поголема свесност и дека знаат и да побараат помош, знаат и полесно да речеме да се справуваат, меѓутоа има ситуации каде што едноставно па и се срамат да побараат помош. И тука е потребно да околината го препознае сето тоа и да интервенира на некој начин. Сепак, за да се развијат овие, за да дојде до појава на поинтензивна, да кажеме, поизразена депресивност и во периодот пред породувањето и постпородувањето, обично постои некоја генетска предиспозиција. Значи, и генетска предиспозиција, мајки кои што, односно жени кои што и пред бременоста имале некое психичко расстройство, состојби на панични напади, анксиозно-депресивни состојби, се посклони да во текот на бременоста и постпартално влезат во една состојба на депресија. Оние кои што имаат во семејството, мајка, баба, тетка, ме разбирате, кои што имале вакви расстройства, исто полесно може да се развие постпартална депресија, па и депресија во тек на бременоста. Не мора да значи дека оваа депресија се јавува само кај првата бременост, односно првото породување. Некогаш и претходно искуство веќе жената има и во првата и во втората бременост, веќе имала, да кажеме, вакви состојби и веќе семејството и ги препознава и ги очекува на некој начин. Така да и полесно и интервенираат во тие ситуации. Причините за појава на, ако може веќе да зборуваме за причините, може да бидат и најразлични од сакана или несакана бременост. Значи, планирана или непланирана бременост. Финансиската состојба некојаш може да биде причина. Има колку пати ќе ви кажат само што се запослила, па сега одеднаш непланирано останува бремена. Сето тоа, значи, се одразува, може да остане безработното место,
секакви ситуации, имаме најразличити ситуации кога може да биде тригер фактор за да се развие постпарталната депресија. Кога веќе го зборуваме ова, колку евематичните гинеколози треба да ја следат предходно историјата со цел да на некој начин не предвидат, но да може да ги видат симптомите на некој начин да укажат. Мислам дека е многу битно и гинеколозите и овие сестрите што се акушерките и не знам како се викаат тие сега сестри кои што ги водат, да кажам, и во текот на бременоста, па и постпородилно. Значи они може да бидат, треба да бидат едуцирани, мислам дека се доста добро едуцирани, да приметат дека има некои промени и да им укажат и да укажат на семејството ако треба, за да се превземе нешто. Дали да се побара стручна помош, дали да се поразговара едноставно, ако ништо, с психолог, психијатар, чисто да се види до каде е состојбата и на кој начин треба да се интервенира. На кој начин се третира од кога ќе се диагностицира? Од кога ќе се диагностицира. Да. Значи, секогаш одиме на тоа, ако се може да се оди само со психолошка поддршка. Поддршка од семејството, она што го кажавме, што може семејството и членовите на семејството да направат, и од друга страна психолошка поддршка ако може. Со разговор да се види колку е длабоко отиде на состојбата и колкав е ризикот. Значи реков некогаш може да се јават кај мајките размислување за самоповредување, повредување на бебето, кога е веќе голем ризик, кога треба секако да се интервенира со терапија, во исклучителни случаи и ако треба и болничко лекување. Терапијата е класична антидепресивна терапија. Значи секогаш гледаме ако може да се помине без терапија, затоа што да не го избегнува мајката после и доењето. Секогаш прво прашање ако им понудите, ако веќе сметате дека има потреба од антидепресив, прашањето е дали смеам да дојам, ако веќе мајката дои. Ама како ќе се одрази на бебето? Зошто да го прекинувам? Може ли да поминеме без лекови ако може? Знаете, сепак сме секогаш размислуваме на тоа, ама како лекот ќе делува не само на мене како мајка, него и на бебето како ќе делува. Така да во случај кога ќе се процени, се објаснува на мајката како делуваат лековите, дека се одбираат лекови во минимални дози кои што имаат ефект, меѓутоа кои што во минимални дози и она преминување кој бебето не е ризично, да кажеме, а на крајот на криштото ако има потреба од појака терапија и прекин на доењето. И тоа е опција подобра отколку да се влошува психичката состојба на мајката. Антипсихотици во ретки случаи кога имаме веќе психотични депресии, кога веќе ризикот од самоповредување и повредување е многу голем. И во тие случаи дури и болничко лекување. За крај, дали постпородилната депресија ги фаќа и татковците? Може, значи има случаи, секако поретко, меѓутоа постпородилната депресија може да се манифестира. Секако и тука имаме склоност, конституција, значи не се сите склони, макар да стравувањата кај мажите се, кога ќе дојде новиот член од семејството, исто големи. Затоа што и они се плашат од тоа како да го земат во рака детето, до тоа дали прават се како што треба, се обидуваат да помогнат, знаете, и не треба да се охрабруваат во учество во растењето на бебето, учество во помагање во секојдневно. Никој не е роден учен, значи за све нешто, не само за ова во животот, си треба пракса. Така да стравувањата, знаете, немој ти си машко, ти не знаеш уште постои кај нас, и тука на некој начин ги трга и они не учествуваат, макар да мислам дека сега помладите мажи во многу голема мера се вклучени во родителството. Значи не само да се присутни, него едноставно секојдневно да помагаат во секојдневните обврски. Ја сваќаат својата улога на партнерство. Ситуациите кога жената не се чувствува добро, па не знаат како да се снајдат, не знаат како да помогнат, и кај ни ствара една фрустрираност и нерасположение и анксиозност, поради што понекогаш и они имаат потреба од помош. Психолошка, па и терапија, макар да е поретко секако.